Во тема на денот, како што најавив, разговарам со министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов, благодарам на поканата. Сигурно не е пријатно ваши колеги да протестираат пред институцијата која водите. Сепак 22 априла тие луѓе немаат земена плата за март. Како дојде до ваква ситуација? Навистина не е пријатно и од тие причини им се извинив на сите вработени, на сите колеги за тоа што се случи, но морам да кажам дека ова еднаш мораше да се реши. Имаше две опции во оваа ситуација. Едната опција е да се исплатат платите како што биле претходно со последниот месец февруари, а втората плата беше да се исплатат така како што до сега се исплаќале според проценките кои што ги давал синдикатот и Министерство за култура, но никогаш немало согласност за такви плати од Министерство за финансии, па потоа ќе требаше да се прави корекција. Јас се одлучив на овој чекор, да, навистина беше болен да се остават толку фамилии без плата на великденските празници, но знам дека на овој начин како што се пресметуваат платите, во согласност со Министерството за култура, во согласност со синдикатите, кои што председателството на СКРМ неколку пати на состаноците има посочено дека не е јасна пресметката на платите и за прв пат влегува овде сериозно Министерството за финансии, каде што се усогласивме како треба конечно да изгледа платата, како треба да изгледа покачувањето во делот на и општиот и посебниот колективен договор. Сега, на овој начин, како што ќе ги исплатиме платите, веќе се решава 4-годишниот проблем со платите. Како ќе се реши, министра? Затоа што гледаме дека стравувањата кај представниците на синдикатот на културата се дека тие сепак нема да ги добијат она зголемување кое што е утврдено со колективниот договор. Зголемувањето кое што е направено е според и општиот колективен договор, и според посебниот колективен договор, и според закон, бидејќи за прв пат се усогласуваме сите. Што се случувало во минатото? Од кога е подпишан тој колективен договор, е подпишан помеѓу двата синдикати, СКРМ и СОНК, и Министерство за култура. Тогашен министер беше Хусни Исмаили, ми се чини, кој што го подпиша тој колективен договор, без да знае што подпишува и без да ги види последиците кои што можеме да ги имаме понатаму и на крајот од краиштата без согласност од Министерство за финансии. Кога вие немате согласност од Министерство за финансии, тој ја пушта платата, но во тој случај ви вели, вие сами ќе си ги обезбедите понатаму средствата. И што се случува со останатите 6 министри понатаму? Кога ќе дојде ред да се донесе минималната плата и да се усогласи со колективниот договор, тогаш Министерство за финансии не дава согласност за ова, но ги пушта платите и вели обезбедете си ги од буџетот. Се крати од програмата и се дава во платите. И ако некогаш пред 2017 година биле некаде платите околу 55-60% од буџетот, а 40% биле за програми, со подпишувањето на колективниот договор без согласност од финансии, ние полека кратиме од програмите и одат во плати. И доаѓаме до ситуација 81% да биде во плати, а 19% да биде во програми. И тоа е неодржливо. И тоа што сум го зборувал, уште додека сум бил член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, додека сум бил председател на Комисија за култура на ВМРО ДПМН, додека бев член на СКРМ, кажував дека ова е неодржливо и дека еден ден ова ќе мора да се реши. Дојде ситуацијата, јас да го решам ова. И ова е најправилниот начин како ќе се реши. И тоа ќе треба да го препознаат. И навистина ми е жал ако не ја препознаат мојата тенденција да ги решам конечно работите, бидејќи ја знам ситуацијата и од внатре од институција, а ја знам ситуацијата и сега како министер за култура и туризам. Ако може вака да појасниме, од каде сега ќе дојдат тие пари за зголемени плати, ако велите дека се наоѓа трајно решение и дека нема повторно да биде на сметка на кратење од самите програми и од оно што треба да биде дејност на Министерството за култура да ја поттикнува и развива културата во Македонија? Бидејќи досега се што се случувало, секое исплаќање можеме да видиме дека било незаконски. Јас не велам дека не е добар колективниот договор. Сум го поддржал и во опозиција колективниот договор.
Но мора, ако немате вие согласност од Министерство за финансии, вие не можете понатаму да функционирате. Начинот е на пресметката во платата во однос на минималната плата, бидејќи овдека се случува да се зима и во 23-та година по општиот колективен договор, а во 24-та година и по посебниот колективен договор. Сега во 25-та година треба да се земе по еден. Ако се преклопуваат тие два, ако се спојат двата, тогаш доаѓа дека минималната плата на сите во јавниот сектор е 36.037, а само во култура доаѓа 39 и не знам колку. И затоа сега се направи нова пресметка, повторно има покачување, бидејќи се усогласени и двата, и конечно од следната година ќе се зима по посебниот колективен договор. Колку во проценти ќе значи тоа, бидејќи имаше конфузија колка во зголемување на платите ќе добијат културните работници, а веројатно имало, барем така велат вработените во културата, конфузија и кај самите институции кои треба да исплатат после добиеното упатство кое сте го испратиле денес. Има конфузија од претходно. Сега нема конфузија. Сега конечно седнавме сите, и член од владата, и јас како министар за култура, и министерката за финансии, и од кабинетот нејзин, и од синдикатите претходно разговаравме. Таму немаше слух, до крај знае дека има проблем, но немаше слух како да се реши ова. На крај, конечно, сите институции одлучивме како треба да изгледа според закон и според општиот и посебниот колективен договор. Процентуално, секој вработен во институцијата од културата ќе си добие посебно решение за работа, кај што ќе му биде пресметан процентот кој што ќе го добие. Мислам дека е, не можам точно сега да кажам, мислам дека е некаде околу 6% изголемување. Во просек кај сите вработени во просек културата? кај сите, да. Мислам дека очекувањата беа околу 8,5 дека треба да добијат сега, но видете, ако одевме по едниот колективен договор, тоа што требаше да се намали платата. Ако одиме по другиот, требаше да се качи 8%. И сега кога се усогласија двата, покачувањето дојде 6%. Сега и се реши проблемот со пресметувањето на минималната плата. Затоа што кај секого во јавниот сектор мора да биде 36.037, буквално кај сите, а не кај некој да биде 36.037, а само кај одредени луѓе 39 и нешто. Значи, во начинот на пресметката, да објаснам поточно, значи, се добива и по колективниот договор со минималната плата кој што е врзан, а тоа е 36.037 се множи со коефициентот по работно место, согласно член 65 од колективниот договор од култура, и плюс на добиениот износ се додава, всушност се собира разликата по работно место од исплатената плата од септември 23 и од август 23 година, согласно член 14 став А од општиот колективен договор за јавниот сектор. Очекувате дека до утре ќе биде затворено ова прашање со исплата на платите штом сте испратили упатство? Да, бидејќи ова е многу обемен процес, се работи за 3000 луѓе, се работи за некаде 120 институции кои што треба да изработат. Вработените кај мене во Министерството за култура се уште работат. Голем дел од директорите веќе ги донесоа платите во Министерство за култура. Се надевам дека до утре, до 16 часот ќе бидат исплатени. Во зависност од тоа институциите колку ќе убрзаат со процесот на пресметување. Вие сами споминавте дека над 80%, 81% од буџетот кој го имате оди за исплата на плати. Можев да забележам низ годините дека од 2015, например, кога од вкупниот државен буџет 2% оделе за култура, па од 2017 има константно намалување од вкупната маса во проценти на државниот буџет, не повеќе од 1,3%, а во исто време платите пораснале за 54% во изминатите години. Значи, сето тоа дефинитивно се одразува на тоа колку пари имате за да финансирате фестивали, за да финансирате театарски представи, заштита на културно наследство и така натаму. Можете ли, имате ли моќ и влијание во владата да издействувате поголем процент од буџетот да има за култура, ако веќе сакаме да инвестираме, а сакаме и да дадеме достоинствени плати, затоа што и тоа го побараа денеска вашите колеги од културата, тие побараа и достоинствени услови, не само плата. Сега,
ако побараат достоинствени услови и плата, ние тоа сме го разговарале многу често, бидејќи синдикатите многу често се во мојот кабинет и сме разговарале на оваа тема, поготово со претседателката на СКРМ, која што се сложила и сме се договориле дека треба да работиме не само на платите, туку треба, бидејќи колективниот договор е истечен, и бидејќи таа самата сугерираше дека има огромни проблеми и дека е на брзина донесен во 2019 година, дека ќе треба заеднички да работиме на подобрување на условите на вработените во културата. Ова е еден начин во подобрување на условите. Конечно се решава 4 годишниот проблем и на овој начин ќе имаме мотивација ние да го зголемуваме буџетот за програми. Само да подсетам дека и треба да им биде јасно, иако го знаат тоа, но денеска ми беше навистина непријатно да слушнам неколку работи на протестот, што се кажа во негативен контекст, а знаат дека се случи тоа, дека во 24 година, само што станав министер, на ребаланс на буџетот, се додадоа 250 милиони за да се исплатат платите кои што биле незаконски доделени, и плюс не се скрати за прв пат буџетот за продукција и за капитални инвестиции. И во 25-та година, понатаму, оваа година, во буџетот, во некои институции ги зголемивме програмите за скоро 40%. Јас очекував дека синдикатот ќе застане зад ова, дека ќе го третира како реформа, бидејќи знаат дека е реформа. Но можеби оваа реформа не им одговара на неработниците во културата. Затоа што ова е сериозен проблем. И кога сега почнуваме да ги отвараме реформите, бидејќи знаеме дека кога ќе почнеме да правиме реформи, ќе испливаат нечистите работи, на некого тоа не му одговара. Не може да ни биде приоритет само платата. Јас доаѓам од тој сектор. Јас сакам кога ќе се вратам назад од министерската позиција, кога ќе се вратам како актер, сакам да ми биде удобно, сакам да имам достоинствена плата и достоинствени услови за работа. Ма веројатно сакате да играте во представи како актер. Точно. Не знам сега, јас ја проверував листата на представи, гледам дека некои актери од, например, во еден известен театар од 40 актери кои работат, по една представа овој месец има 20. Па тоа ни го донесе. Сакаме да гледаме и ние како публика и патем, мислам сега јас како да речем уживател во културата ќе коментирам. Сакаме да гледаме квалитетно, подготвени сме да платиме карти за да гледаме, патем ние го плаќаме платата на актерите и подобри услови плаќаме од нашите даноци да има. Истовремено имаме изголемување на цените на картите, изголемување на платите на актерите, а немаме изголемување на продукцијата. Мене тоа како гледач не ми е логично. Па тоа е суштината. И јас за тоа сакам да отворам диалог со синдикатите, да се занимаваме малку со тој процес, да помогнат и малку во другите реформи. Затоа што во суштина, во овие 4 години тоа се случувало, бидејќи вие немате согласност од финансии за колективен договор, тоа значи дека треба сами да си ги обезбедувате средствата од внатре. И секогаш растеле платите, се намалувала продукцијата, нема веќе средства на тој начин ниту за нова продукција, ниту за капитални инвестиции, ниту за обични инвестиции. Верувајте, ниту за обични инвестиции ќе нема. Ќе дојдеме во ситуација да нема ни заплати на тој начин. Буџетот само во култура се полни, се зголемува обемот, но ќе дојдеме во ситуација 90% да оди на плати. Добра. Затоа конечно на овој начин го решаваме проблемот дека не се крати од програма, а ќе си го добијат процентот кој што е согласно двата колективни договори и кој што е согласно закон и консензус помеѓу сите чинители. Ќе видиме кој ќе биде ставот на синдикатот од утре па натаму за ова кој што вечерва го соопштивте. Ако се зборува за тоа дека е тешко да се менаџираат потребите, желбите и плановите, веројатно од тој аспект не е изненадување, се слушна изјава дека размислувате за некакво јавно-приватно партнерство кога станува збор за заживување и заштита на културното наследство. Меѓутоа во најблага форма ќе речам изјавата која што ја слушнавме и во која рековте да го дадеме културното наследство на приватниот сектор, да може да прави бизнис со него, во најблага форма речено, беше чудна. Што сакавте да кажете, како ќе дадеме културно наследство да се прави бизнис од него? Видете, приватните јавни партнерства се модели кои што постојат во закон уште од 2004 година.
Во Законот за заштита на културно наследство овој модел, ја што го кажав, постои. Но немал капацитет никој досега да го реализира. Дали не сакал или немал капацитет е друго прашање. Но ова ја што го зборувам, во моделите за јавно-приватно партнерство, главно се однесува изградба на инфраструктура, патишта, отварање на нови сувенирници, кафетерии, ресторани, книжари, значи придружни објекти кои што ќе ги стопанисува приватниот сектор. Но тој не влегува во зоните на заштитеното културно наследство. Значи тоа е придружна програма која што ќе ни помогне приватниот сектор за да може подобро да се презентира културното наследство. Нешто што беше укинато во последниве 7 години. Нашето културно наследство беше во темница, со страшна вегетација. Вие не знаете во какви ситуации сум се наоѓал како министер кога ги посетувам. Стибера, па сега почна да се работи. Скупи, Баргала, Скопското кале е затворено 7 години. Имате израсната вегетација, нема пристап. Добро, тоа треба државата да направи ништо за да не биде државата, така. Тие кои што ме обвинуваат дека ќе сум правел бизнис, веројатно го имаат прочитано само насловот, бидејќи тоа ги интересира, трач темите, ќе го видат насловот. Ако прочитале малце подобро, ќе биле свесни дека ова што го зборувам јас е содржано во закон. Постои и начин на концесија, значи давање на користење на културното наследство, но тоа е сосема друга тема, која што би требало да биде чекор понатаму по примерот на многуте европски земји, како го чуваат културното наследство. Но не можеме ли ние сами тоа да го направиме без јавно-приватно партнерство? Затоа што очигледно дека постои еден страв кај јавноста дека секогаш ќе недостасува контрола, како во сите сектори, така и во културата, како што ми се случиле трагедии затоа што возила не сме проверували или дискотеки и така натаму, така и во делот на културното наследство гледаме што се случува со Охрид, УНЕСКО, Калето, старата Скопска чарша, една дивоградба порта никна оваа година. Значи, може да се случат злоупотреби, ние немаме институционален капацитет секогаш да превенираме, а многу тешко санираме последици. Од тој аспект нели можеме сувенирници, патишта и тие придружни објекти да ги изградиме како држава? Па мислам дека не е добра идејата од причина што ние зборуваме секогаш во културата да ја вклучиме и приватниот сектор и независната сцена. Ако влеземе партнерски во овој дел, ги разграничуваме работите. Што е она што тие ќе го направат како приватни субјекти, а тоа е во делот на презентирање на културното наследство, во делот на патната инфраструктура, осветлување, чистење на просторот и така натаму. А ние, како држава, ќе се занимаваме со инспекцијскиот надзор, во нови археолошки истражувања, конзервација, реставрација, таму каде што сме, пак ние како држава стручни, за да не го обременуваме буџетот со премногу вработувања и во тој дел и да немаме контрола. Значи, за нас ќе биде многу важно да го контролираме приватниот субјект, што ќе прави во делот на културното наследство. Надвор од него пак ќе потенцирам. Значи, тој не влегува внатре, како што спинува СДСМ и Левица, дека Љутков ќе прави бизнис, ќе го продава културното наследство, па ќе сум го продавал и на странци, за да можеле профит да прават од него. Не, тоа го правеа тие претходно. Затоа што нашето културно наследство е останато во мрак. Ние немаме што да презентираме. Како ќе го презентирате ако тоа е неисчистено? Ако не е заштитено? Добро, треба го изчистиме. Еве ќе ви кажам еден пример, а тоа е Завод и музеј Охрид. Една од првите посети ми беше одењето во Охрид. Заливот на Коските или на Колната населба, па не беше одржувана со години. А имате туристи по 10, по 15 автобуси на ден. Не беа направени прскалките за вода. Не беше искосена тревата. Тоа е таму распаднато. И имаме сега директор, кој што го назначи веднаш кога дојдов на позицијата министер за култура, кој што за 2 месеци ја заврши целата работа. И сега, зошто покрај тој објект ние да отвараме како завод, да отвараме кафетерија или не знам, баш кај не сум сигурен дали и по закон можеме да отвараме, но велиме дека простор покрај тоа заштитено добро
да можеме да му го дадеме на приватниот сектор. На тој начин го помагаме и него, во тој начин и ние си ја подобруваме презентацијата. И третата работа што е многу важна, приватниот сектор влегува и со тур операторите. Тие ќе го презентираат нашето културно наследство, ќе влезе на мапата преку културни рути и мапи, кои што ги имаме. Пред неколку дена имавме и дебата во однос на настан во однос на културните рути, каде што заедно со тур операторите или луѓето кои што се занимаваат со туризам, треба да направиме приватно-јавно партнерство за општото добро. Бенефит од ова ќе има само државата. Но ова не е завршена. Ова е една иницијатива која се уште не сте во финална фаза. Рековте дека треба некои законски измени во има некои законски измени затоа што овој закон е стар 20 години и треба да се направат неколку законски измени во кои што ќе го олеснат процесот овој. И се разбира дека понатаму се ќе биде строго контролирано и пак ќе потсетам, од тие причини е внесен туризмот заедно во културата, бидејќи заедно ќе го презентираме нашето културно наследство. Секој сака да дојде во Македонија и да види што поседуваме, а поседуваме многу. Верувајте, вардарски рид е запоставен, а тој ни е многу важен во делот на транзитниот туризам. Таму имате еден мотел кој што е во сопственост, приватен имот, и сега вие да не му дозволувате покрај Вардарски рид да го отвори хотелот. Па тоа е, како да кажам, се граничи до лудило каде доаѓаат во нападот дека јас ќе го продавам културното наследство. Мислам дека тоа е навистина непријатно. Но разбирам, бидејќи од ова немаше осуда од стручната фела, туку имаше осуда од политичките партии, што впрочем значи дека го користат за политички цели да се нападне министер. Зоран Њутков, во тема на денот, ви благодарам за гостувањето.